Само што започна грејната сезона, граѓаните на Скопје веќе се исплашени со знанието дека топлификација нема резерви на мазут и газ за да возможи постојано и навремено грејење на домовите. Згора на тоа со загриженост ја примија информацијата дека топлификација е заглавена во милионски долгови, особено кон добавувачите на енергенси со кои се обезбедува грејењето на граѓаните. Нејасно е како е можно топлификација да се гуши во долгови, кога граѓаните навремено ги плаќаат сметките, и тоа високи, и тоа во текот на целата година, а од пред некое време плаќаат и граѓаните кои не се корисници на услугите за грејење. За да извлече од нелогична позиција во која се наоѓа топлификација, владата вчера вети дека ќе посредува и најави дека проблемот со снабдување со топлинската енергија е решен. Но дали владата само усно гарантирала, дали го исплатила од долгот од 1,7 милиони евра, што топлификација го има кон Макпетрол, или подмирила само дел, остана непознато. Тоа е недозволиво, ако се има предвид фактот дека владата троши и гарантира со народни пари, а топлификација наплаќа од граѓаните, што упатува дека мора јавно да се каже како е надминат проблемот. Сакаме да подсетиме дека по налог на владата, државните компании Елем и Мепсо еднаш веќе во јануари оваа година и позајмија на приватната топлификација 4 милиони евра. Покрај фактот што граѓаните на Скопје се позагрижени за зголемените цени на услугите за грејење, покрај фактот што и со платени сметки имаат млаки наместо топли радиатори, сега треба дополнително да бидат загрижени дали топлификација ќе има доволно средства и енергенси за да им обезбеди топли радиатори или уште колку средства ќе треба државата да одвои од парите повторно на граѓаните за да го помага овој приватен монопол. Владата дополнително ги направи Скопје независни од монополот на топлификација, бидејќи не инвестираше во други поевтини извори на енергија. Ако гасификацијата беше приоритет за владата, градот Скопје досега ќе беше гасифициран, а граѓаните ќе имаа многу поевтин енергенс на располагање. Доволно ќе беше да се искористи веќе постојниот гасоводен прстен на Гама, каде државата, да подсетиме, 50% собственик. Затоа гасификацијата мора да биде приоритет и за градот Скопје. Благодарам. Доколку има некои прашања, повелете. Повелете. Па прво е невообичаена дипломатска пракса да во една недела и председателот на владата и председателот на државата има две одвоени посети на една земја, но на што не е јасно дополнително во целата оваа логика, како тоа Иванов планирал да присуствува во Тирана на прославата на 100 годишнината, а кога се организираше истовремено таква една прослава во Скопје, тој како домаќин не оствари средба ниту со премиерот на Албанија, ниту со премиерот на Косово. Благодарам.